гледачи, добар ден. Еве денеска, пошто веќе се приближува великденските празници, утре е Великден, денеска велика сабота, ве решивме да направиме едно чизкейк. За тој чизкейк ни се потребни 2 пакувања Филаделфија чиз и 150 грама прав шеќер. Сега тоа треба убаво да се избие. Како сте вие, дали сте више при крај со припремата за Великден, што вика нека ни на помош на сите што го празнуваат. Тој наш христијански празник, најголем, што најмногу дечињата се радуваат. Пред се да го поминеме свите во добро здравје, прво здравјето, среќа, радост, на свите што се болни да оздрава, све најубаво им посакуваме на овој ден. Залепено е. Ѓубре. И сега ќе го избиеме со, кажам, со 50 грама, 150 грама шеќер во прав. Ако ми се роби јако, додица како трактор, сепак не е многу стара, ама тако ли да му трае. Ова добро ќе го избиеме. Филаделфија чиз треба да биде на домашна, на собна температура. И оваја исто, оваја чизкейк е многу убава. Верувајте, пробајте, ајде, што објаснувам јас како и то. И ќе ви се уверите дека е многу сладка торта и убава. И многу лесна, исто и кажам, лесна за правење, ама лесна за организмот на стомак. Ево, добро смо ги видите. Сега ќе ги смениме, зашто се малко. Сега ќе го избием випкрем или тоа хопла, слак по наше. Не знам кој да го оставим, ова изгледа ќе оставим. Имам 2 врста. Ова е наш производ од слак крем, випкрем. Пажливо дали е српска или македонска, нема визе. Туку има овде канадски, па сега ќе го избиеме и тој слак крем. Па потоа ќе ги соединеме двете смеси. Откако ќе ги избием шлак кремот, ќе се избијат двете смеси. А може една убава песна си, откако ќе го избием обавезно на секој видео ќе има по една строфа песна. Чекай да ги земем само дашките. Мора да пееме. Песната ви кажам лек. Песната е лек за душата. Некојаш кога си тажен или нешто можеш да си запееш малку и така да ќе заборавиш на тагата и на свет. Сега одиме да го избиеме сладо.
Така, многу касна пролет, ладна, влага многу, имате да ви кажем. Откако го измативме шлак кремот, сега ќе го соединеме со вип крим што имаш и шеќер во прав. Филаделфија тоа чист. Сега ќе ги соединеме заедно. Кај да ги ставим во. Вака ќе го избиеме се уште малку да мислам ќе го. Ете. Многу брзо плината, тоа трактор некој. Ќе мисли некој трактор, ама не е трактор, да гледа. Дали вечер од црква денеска, дали вапсавте јајца. Колку јајца вапсувате, ако сакате може да не пишете, пошто ја, кога бев ја дете, по 100 јајца се вапсуваја. Ние како деца иде по улица, по куќи ни даваја. Кој од кого поđете собере јајца. Иде 100 искрши ги вратили дома, искрши ги вратили дома. Тоа правим, ама сега нема ништо. Едино гледам децата помалку што се радува, ама и кажам, нека е напомош денот ние како возрастни постари не го осеќаме тоа. Мислим правиме, а детите ги правиме, ама не е тоа, како да ви кажем, да се осеќа како дома. Сега више миксерот не ни треба и ќе оставим на страна. А сега, драги мои, ја употребувам овај плик за таа торта. И се, за да продолжиме, ни се потребни. Ја земам две, едно и пол пакување овие крекери со мед што се. Тие ги употребувам. Сега земам од тие. Земаме уште да ги отвориме. И треба да ставаме. Првиот ред ќе биде малку потежок, ама нема ништо. Пошто ја го потребувам овај, сум зела, како да речем, струката пова како да се става по колку да употреби. И првиот ред ги ставате само крекерите.
ако можеш и цела, видиш. Чекај, ќе ги извадим, тоа ќе употребим цела. Ќе сакаш сега ќе ви имам исто по цели, мисля да ви преполов имам. И сега врз наредените крекери ставаме од смесата, што сме ја наместили манечкото да го зимам, чека ми е поедно. А видиш пак ќе се препишмани, ќе ги извадим пак малечките. Пошто мало да биде покомотна тортата. Да зимам малечкото. Извинете вака за... Пошто работавме нешто, па... Имам едно малечко спакула, како да ја наречем, па со него е поубаво ваке, кај ќе почнете да ги заставате. Која песна денеска да запееме? Знаете која мене ми е најубава? Од Спасен Силјановски, што ја пее песната Мајка. Стварно, Аллах му вира на таа мајка што го роди тоа дете, ама таа песна ја пее со толку емоции и најубаво грло, што е прочен во Македонија и ширум нашите иселеници. Овде кај има дојден у Канада беше, ама не сме знаеле, ние иначе виделе да го видим. Наредимо ридо, па ќе почнеме на песна. И моето срце сака да се радува, како други деца неќе да тагува. Кога бев дете мојта, мајка бдеше и на место солзи таја бајки. Јас грешив, извинете. На место солзи, на место бајки таја солзи и маки редеше. И плаче, и пее, може би заедно. Тогаш на мама и било најтешко. И плаче, и пее, може би заедно. Тогаш на и било најтешко. Оваа песна е за свите мајки на свето, верувајте. Таја песна точно, мајка тај ден од најборбените мислим во порастување на детето. Мајката е таја сирота која треба све. Мајката е таја која каде било болно, било за весело, да трча, да игра, да плаче, е увек мајката, Затоа спасен, Господ здравје да ти даде. Сега повторувам истиот принцип, над овие ставаме друг ред од кракерите тие, со храни кракер, тоа со мед што се кракери. Негде зависи, јас ставам по 4 реда, негде 5. Ќе видиме.
ќе ја направиме. Пошто сите ја сакаме, ајде одлучивме да ја торта да ја направиме за денеска, ваќе ќе ставаме додека се потроши целата смеса. Еве сега више го ставивме вториот ред и така ќе ја мачкаме тортата. Сега една друга песна да ми пројде времето побрзо, али ова ќе биде наменета за мојот сопруг, пошто името му е Иван и песната ќе биде за тоа наменета, за да се сети малку, не и македонска, но сепак ние слушаме и српски песни, било кој ни се допаѓа, и они слуша македонски, не викам дека не слуша. Ама, например, ние повеќе ги слушаме нивните песни. Ама тоа е. Не е битно која песна од каде е, што е, ако ти се свиѓа едноставно, можеш да ја пееш. Бобо му е лепанка, поила е вода мајка, бистро водом са извора, са корита Иванова. Лечили е сви лекари и travari и врачари, али Анка чезне вене због љубави изгубljene. Не помаже вода мајко са корита Иванова, ни врачари, ни travari. Не помаже вода мајко са корита Иванова, прие суми стара моја, медна уста Иванова. Не помаже вода мајко са корита Иванова, ни лекари, ни travari. Не помаже вода мајко са корита Иванова, прие суми стара моја, медна уста Иванова. И знам ја доста и македонските песни, ама се малку да се нашалим. Забите ги ваѓам, па некако гласов не можам да го уидисам, што вика по наши, што се смејам, си сакам да си пеем песни. Исто и за Наде, таја кажи ми Наде вистината, македонските големи жимува стојан. Некојаш знаем и Васка Илиева гласот, канеже да го нади. Може Ѓорѓија. За Ѓорѓија што е пее таа тажна песна што е. Кога имала, мислим, 9 сина, како се викаше песната. За вчера ви објавих во видеото и сега не биве замолила, доколку сакате, од каде ме гледате да знам, пишете. Например, да знам од каде ме гледате, и ако не ви е тешко тоа, subscribe, притиснете малку. Не значи ништо, немој, например, баш некој ми објасня, вика, сакам, ама пишува, претплати се. Не е тоа за пари, верувајте. Не треба ништо да се претплатите. Тоа е само, доколку притиснете на копчето претплати се, ќе ме следите, секој едно моје видео ќе ви искача, ќе го гледате кога ќе го објавим. Исто и мојата снајка Наташа, и она има YouTube канал, и она добро е упатена по тие работи и се вика, ми се чини Canadian Life. Притиснете. Ќе ви бидеме заблагодарни, од срце ќе ви бидеме заблагодарни. Еднаш она беше, но ќе ја приклучимо пак во некој видео. И она е доста вредна. Изучи од свекрвата. Што вика, ќе те научи, и мене некој ме научи. Не сме се родили никој, што вика да речемо леле учени, или јас знаем све. Никој во живото. Секој ден во живото од некого научил, или како сме се учени ние, кај сме биле помлади, ќе има некоја рецепт убав, и ајде на работа додека сум била,
ќе препишем од сака една и ќе направиме, например, ќе се надпреваруваме кој од кого испаднал, например, рецептот што сме го препишале. Еве сега овај последниот ред го ставаме, да го застане тоа. Тоа ќе биде дозгора ќе ставиме, ама треба малку да застане. Ќе ставиме прелив од црешниот конзервата. За скроз од дозгора и треба да отстои, например, од данеска за утре, затоа и се прави ваќе по пред самиот ден, убава додека да пија тоа бисквитиве крекери што се. Еве, драги, да завршивме тортата. Сега ќе оставиме малку, може колку пола сат у фрижидер и ќе ставиме тоа топинче од озгора од црешните. Добро, ајде се гледаме покасно малку. Еве како ќе изгледа тортата. Доколку ви се допаѓа, притиснете, шерајте, не се наплаќа све бесплатно и тоа, например, препатете се. Затоа ви посакувам среќни великденски празници, мислам не затоа, поминете ги со многу љубов, здраве и среќа со вашите најмили. Се гледаме до наредно видео. Ајде, чао!